рекол синот на таткото: татко, ти додека си жив, јас гајле немам. Ти пред мене, јас по тебе. Јарно, ама еден ден кога ти ќе умреш, јас ќе останам сам. Тога што ќе правам јас? Таткото му одговорил: ти, синко, ќе си поидеш во секој едно село по еден пријател и ќе си живееш како што си живеел со мене. Почитувани, започнува вториот дел од Мое село во твоето село. Село Нижополе. Одиме кај мојот пријател Кочо. Мое село во твоето село. Почитувани, дојдовме кај нашиот пријател Кочо и Ленче Гачевски во село Нижополе. Кочо, добро дојдовте во мое село. Добро ве најдов. Добро ве најдов. За почеток би ве запрашал, Кочо, Нижополе, а во планина? Нижополе, на времето луѓето велеа дека Нижополе тука било поле, а селото беше горе. Така било поделено. Така кажват старите. Добро, на колку метра сме висина? Ние сме моментално на 1000 метри. На 1000 метри висина. Нижополе. Нижополе у планина. Нижополе у планина. Би ве запрашал колку жители, како, да кажеме у старо време или сега поново, помалце, поврано, повеќе? Порано селото броеше околу 120 куќи. Сега селото брои 40 куќи. 40 на куќи. 40 куќи. Многу народ се насели на време. Мешано село или само македонци? Не, нашето село е мешано. Власи, македонци, албанци и грци. Да. Сите живеат како браќа. Нема разлика. Нема разлика. Има човек и не човек. Сите зборват влашки. Тоа беше мајчин јазик во село Нижополе. Морам и Ленче да ја прашаме. Ленче, си од ова село? Не. Јас сум по потекло Тополчани, сум дојденка тука. 84 година, да. Мажена за Коста Гачевски. Живеам овде 41 година скоро. 41 година? Да, од 84-та. Да. Имате дечиња? Имам две керки, една е во Битола, една е во Америка. И така, секој со својата среќа и судбина. Со внучиња? Внучиња имаме две. Да ги поздравиме внучињата. Илина и Зоја. Ги поздравуваме, да. Да ви се живи и здрави. Фала. Кочо, би те запрашал, планинско место. Има река, нема река? Има. Нашето село е најбогато со реки. Вода од сите страни? Од сите страни. Имаме Сапунџица, Лакпото, Црвени стени. Велат Сапунџица, нели, како продолжува према Битола, после Драгор? Првин Сапунџица се зема резерваро горе за пиење за во градо и остаток оди во Стрежево, други остаток оди во Драгор Битола. А сите три реки се спојуваат под селото. Под селото доле, Нижополе? Да. А сите три пак се земат за Битола за пиење. Битола пие наша вода 11 месеци, само 1 месец пие од езерото. Ајде. Да. Значи Нижополе има голем допринос у тој дел. Да, водата се зеде, цела вода се зеде 80-та година. Кочо, Ленче каже, долги години сте тука заедно. Со што се занимавате? Ние се занимаваме, јас првин работев во град, бев автоелектричар. И кога реши да се враќаш у село? Решив да се вратам пред 12 години. Чував некоја фарма, мини фарма, така некои свињи. Сега не се исплаќа, не чуваме ништо. Тоа што го спечаливме, тоа ќе отрошиме, бат. Така, тоа што спечали. А спечаливте доста или? Спечаливме, бат. Јас 32 години работев како електричар. Дуќан се држи во града. Ленче, би ве запрашал, во ваше време, кога дојдовте ви овде како невеста, имаше тогаш, се правеа свадби, веселби, или одеа како денеска по ресторани, или...
Генерацијски за тоа време, 84 година, имаше доста невести. Почнувајќи од нашата година, да речам, од март месец па натаму, имаше доста невести. Може би 10-15 невести бевме во селото, ама практично се изведува и некои обичаи дома пред да се земи невеста и така. А претежно свадбите се правеа во ресторани. Обично велат дека власите во тоа време земале само влаинки. Еве еден доказ дека не е така. Па добро, како времето изминува, работите се изменуваат на начин на кој што сите живееме. Имаше во ова село и влаинки кои што се мажеа за власи, имаше како мене што сме дојденки тука. Добро, морам да те прашам, како испадна со Кочо да го заведеш дечко на тие години? Па сега, може би заведување или среќа, случајно се сретнавме на една влашка свадба, се запознавме и така. Добро, Кочо, тоа може да кажеме една љубов, вистинска љубов која трае и ден денеска. Да. Би те запрашал околу селото сега, се обработува некој нивче во близина, има некој што ги ора, што работи нешто, што видов? Моментално, од кога се зеде водата 80-та година, не се работи поќе. Селото наше ја ранеше цела Југославија со компир. Од овде? Од овде. Само селото наше ја ранеше цела Југославија со компир. А денеска? Денеска нема вода, нема компир, вода. колку за дома низ бабчите. А и нема и жители толку. И нема жители, така е. Сточарство, може има уште 4-5 куќи, а на времето немаше куќа без 100 овци. Без 100 овци? Да, другите кои имаја по 1000, по 2000. Сега колку овци можеме да кажеме? Сега можеме да кажеме 1000 овци во цело село. Во цело село 1000 овци? Да, прадедо мој имаше 2000 овци сам, кога ги интилираја 48 година. Ленче, би те прашал, ти од поле дојде во планинско село. Дали имаш овдека тоа во ваше време излегување на сред село, запознавање меѓу селаните тука, да не речам поголеми дружби? Во наше време имаше тука само една продавница која што преферираше за цело население. Немавме некои посебни дружења, ма беше интересно, весело. Не се препулвавме дали сме власи, дали сме дојденки. Имавме соживот убав. Имаме убави спомени, почитување, седенки со плетење, со моабети разни, со кафе пиење, дискутирање што ќе сготвиме утре, што ќе направиме, па кој нешто повеќе знаел да си го пренесе, да си го сподели и така. Убаво беше тоа време. А денеска? Денеска и денес е убаво. Јас ги почитувам сите соселани, сите мои генерацијски што се да речам погоре, подолу од мене, и денес е убаво. Кој знае да живее и денес е убаво. Така е. Кочо велиш тоа што го спечаливме, сега ќе си го потрошиме. Полека, ама сигурно. Да. Со што друго, освен свињите што чуваше во селото? Друго, чуваме коњи за наши потреби. Љубов кон коњите, така остана селото традиција. Секоја куќа имаше коњ, сега нема секоја куќа коњ. Да, навистина е така, дека многу села останаа. Сега стоката ја носат, бате, подолу, под село, селото се затвори, нема пасишта, стоката ја носат подолу со коли, се носи млеко, се носи се. Порано се работеше со коњ. И дури на доктор луѓето со коњ ги носеа. Све беше со коњ. Се беше Коњот со беше коњ. главно превозно средство. Главно и најскапо. И најскапо. Најскапо, бате. Дуќаните во градот кој што е поевтини од коњ. Кога бегаја турците во градо и продава и коњите и дуќаните. Коњите ги купуваја нашите, дуќаните му и даваја бакшиш, не му требаја. Не му треба. Не му требаја, така. Памтам како денес татко ми купе коњ, за малце пари му дава и дуќано, што ќе ми е дуќано? Не му треба дуќано. Не треба дуќано. Коњот е богатство денеска. Да. И вела дека коњот е човек. Можеш сам да видиш што ти. Можеме да кажеме дека е најдобриот пријател на човекот коњот. Така. А најверниот пријател е куќето. Куќето, бате, гледаш, цело село куќињата се кај мене. Нема што да се крие и видовте се бајле. Да, ти кој ги рани, тој ќе. Да, ти долги години имаше со што да ги раниш. Имав со што да ги ранам, така е. Сега е нешто друго сосема. Ајде да се надеваме дека ќе дојде подобро. Подобро, бате, јас не се плачам никогаш, бате, Господ е голем. Добро, Кочо. Да и поздравам гледачите на Сител, да ве поздравам и вас. Фала што дојдовте, што направите чест. Пак да дојдете.
Тука сме со Христо Чолаковски Черчу, еден од повозрасните жители на село Нижополе. Христо, добре дојде во моје село. Добро ве најдов, весело село и стално се гледа ова весела емисија. И се гледа, навистина Да. надалеку се гледа. Апсолутно. Черчу, колку години си? Па возраст 75 години. 75 години. Да. Ни кажа и селаните тука дека си најмеродавен да те прашаме неколку работи за селото, некои вистини да ни кажеш. Па тоа што знам од моите предци, од мојот дедо кој што живееше скоро 10 години и од Џоџа Тила кој го интервјуиравме со Ристо Полигора на 96 годишна возраст. Тоа беше жива историја за овие простори тука. Знаеме дека селото Нижополе е формирано уште пред кога настана потопот, односно Хераклејали и Кентис кога пропадна, тогаш и трите енклави што беа се вика Горноселја, се вика кај џамијата Горноселја беа македонците, кај џамијата беа муслиманите, а кај Дучи беа власите од етничка припадност. Таму имаше и црква, Свети Ѓорѓа се претпоставува дека беше таа црква. За жал денеска нема траги од тоа. И кога беше тој потоп, Фениколо што му вика нашите, се доселија во ова тука енклава каде што се сега, се организира, изградија и црква и школа како што гледате. Меѓутоа беа моќни фамилии, да земиме фамилијата Марко е ектитор на црквата, кој што стварно да и беа богати луѓе. богати, кој беше Моćни луѓе. Станена Марко што му викаме, и то типонимите се запишани во војната типографија од професорот доктор Јове Талевски, каде што сите типоними на овие простори ги има и за цела Македонија, можам да речам, ги имат запишано како се вика Јанота, Виленза, Марко и така натаму. Значи фамилијата Јанота и ја беа ктитори, односно фамилијата Марко беа ктитори на црквата Света Петка, Параскева, и Константин Беби и Димитри Беби на училиштето. Тогаш во Отоманската империја со закон беа донесени уште во Цариградската патријаршија, кој беше Константинопол, со тогашниот султан, се што беше милет, што вика тие ортодокс милет или православни, што беа, односно христијани што беа, се пишуваше на овие простори на грчки, старогрчки, и а што беше ислам милет се пишуваше на старотурски или на арапски. Тие беа. Како што гледат тука и табелата на црквата со благослов на митрополитот Пелагониски тогашен, се изгради ова училиште. Мислам дека подобро училиште на овие простори Во тоа време. ма и сега мислам дека нема. Не постои такво нешто. Тука има прво училиште кога јас кога учев прво одделение Во ова училиште, овде сум роден, по татко сум од тука, по мајка сум од Беломорска Македонија, ако знаете каде. Да. И дојде на 37 година, но тука започнав прво одделение, беше Питугули. После тоа го смена училиште, името на училиштето Даме Груев. Добро. И сега, добро, се менува, властите се менуваше и ова и ова. Но сега е доктор Тифун Пановски, пак е наш битолчанец и така. Мислам дека е убаво, но што е со иницијатива на црковниот одбор и на местната заедница, ние успеавме ова училиште да го сочуваме, поготово 2004 година со иницијатива на заедницата на властите браќа монаки од Битола, начело со Ристо Полигора, се направи еден проект кој што кошташе 65.000 долари, во тоа амерички долари, и се доби тој проект и се реновира школото. Така да успеавме тоа да го зачуваме. Да. Денеска настава во школото не. За жал, денеска ова училиште нема, и тоа што емиграцијата си направи своето. Например, да спомниме 60-тите години до 75 година преку 300 фамилии заминаа од Нижополе, кој Австралија, кој Америка,
преку 200 фамилии има само во Австралија, што тие фамилии пак помагаат материјално, како што реконструкцијата на црквата и така натаму. Што значи дека денеска нема во ова училиште, а беше санаториум 60-тите години од 15 јуни до 25 август. Овде доаѓа учениците од основните училишта, тука иде на санаториум, односно престојува по 15 дена и оде кај Григури, што му викаме едно место, таму кај малото црквиче, што е Света Петка, односно Ставинире, што му викаме, таму имавме и капенца и таму се уча и да пливат. Да. Во ваше време, Черчу, во твое време, кога ти беше на школа, во ова школа си учел, речем. Да. Колку дечиња тогаш имаш? Можам да кажам само моја генерација, 50-та година, бевне машки само 20 мои сокласници, односно генерација моја. Замислете, се учеше и предплатне и послепладне. Што многу дечиња? Имаше многу деца, имаше 480 куќи имаше низ Жополе, значи тоа беше нешто огромно. Цел град, можеме да кажеме цел град беше, богато село. Па да речеме еден дел, една ова енклава. За жал низ Жополе имаше една трагедија 1916 година кога оти не се пишеа тоа што бара тогашните власти, него остана власти и сака да ги депортираат. Например, како што беше од Моловиште Константин Белимаче, Јанаки Манаки, како беше депортиран и така натаму. Овде фамилијата Јанота, фамилијата Виленца, фамилијата Марко, сите тие замина тогаш со илјадници. Една фамилија имаше преку 6-7 глави овци, што денес Македонија тоа го нема. Значи, заминеа од тука и така остана селото многу празно. Многу празно и ден денеска. За жал, денеска дали има 25 куќи, односно фамилии што се активни во Нижополе. Но да запомнам дека Нижополе од секое време, во времето се зборуваше најмалце 5 јазици. Се зборуваше 60% становништво беше со влашко население. Имаше турци, имаше грци, имаше македонци, и денешните албанци кои што има се уште се активни тука, меѓутоа многу замина за Турција од муслиманската заедница и остана сега тука имаме 6-7 куќи со албанци и властите што се тука, македонците и така да се зборуваше 5 јазици што не знаеше кој што е. И денеска, за жал, многу малце тоа. И сите беа како едно, здружено. Не се разликуваше. Кој ќе дојде, дали беше в црква или џамија, тоа не се разликуваше, така да кој ќе дојдеше празник, тоа немаше, сите бевне едно. А Черчу, имаме и џамија тука. Од кога е? Да, џамијата е постара, 19 век. Од 19. Ако е ова 18 век направена црквата и школото, џамијата е помлада. А е во функција? Има еден брат Незир, тој се интересира повеќе околу. Иначе се знае, спроти петок само се пала тие свеки, светлото таму, тоа му е традиција. А иначе е во функција кога има некои починати, така се носат в џамија и така. Черчу, во Нижополе имаше Стрежево ресторан. Да. Или можеме да речеме ресторан или мотел, што беше ресторан, кај што се правеа голем број свадби. Тоа веќе се случи крајот на 69-та година, 70-та година, јас бев присутен и во техничкиот прием на населбата. Требаше населбата да биде кај што е сега ски лифтот, меѓутоа со интервенција на тогашните комитетли и сојузот на борците, не сме таму, ќе се загадува водата и така натаму. Томе Делов, Бог да се го прости и да му мирисаат кошките, тој беше голем иницијатор и страте голем, се направи населбата каде што е сега, таму ја вика кај џамијата. Таму беше викано место кај џамијата, таму живеа муслиманите во тоа време, како што реков, дека трите енклави како се спојува едно. И тогаш беше многу активна таа населба. Па имаше преку 320 само легла. Сеќавам 70 година кога слегуваше
хеликоптера со председателот на Сојузот на социјалистската младина на Југославија, Васил Топурковски, го чекавне со хеликоптер, слегваше и така му аплодиравне. Тоа беше акција на ниво на Југославија. И дури се знаеше многу работи и имаше многу големи активности. Да. И за жал сега пропаѓа затворено, пропаѓа. Тоа е, да не речам како што во делови ние државата, така и ова пропаѓа. Дали е општинско, дали е на ниво на република, и то не се знае. Јас сакав само да напоменеме дека се правеле свадби во селото во тој ресторан. Нема побав ресторант за таква работа немаше. Во Стрежево. Да. И ние имаме од Нижополе сите, скоро таму ги правевме свадбите. А денеска одиме, во Битола се прават во Нижополе. За жал. Но и друго се правеа свадбите и во младинскиот дом во Нижополе. Јас се сеќавам, ние како младина многу активни младинци имавме, дури младинскиот дом што го изградија 52 година нашите татковци, со нарамо ги носеа камењата и сето тоа. Денес за другата Јонче Ѓоргиев го продава за не знам за без цели пари, го продаде младинскиот дом кој што е изграден од нашите татковци. За жал сега ќе биде некоја кафана таму. Едно богатство на селото е за жал за се пари. И така е за ич пари. Продадени се многу државни имоти за ич пари, за 1 евро, а колку земаат тие подрка, тоа е значи грабеж на столетието, можам да речам, на овие простори. Да. За жал. Таа е вистината. Черчо, ти благодарам за разговорот и сакам да те замолам да појдеме до Светата вода, да ни покажеш. Тоа е вистинско чудо, не? Да ви кажам дека Светата вода како е се најде паракливчето што е таму. Од фамилијата Јанота, пак ќе се доврзам, се родило девојче со без вид. Посебни потреби. Да. Но се сонвала некоја баба од друга фамилија, рече однесете го баба. Таа беше Света Петка, цела во црно и како што нас сите, рече дојсете го чупе тука да се оплакни и да прогледа. И тоа се случи од фамилијата Јанота. Таму има и надпис, таму пишува на старогрчки, но таа е вистината, правата вистина. И таму има света вода, но штом влегува нечист човек со лоши мисли или морално, така водата прекинува. Тоа е чудесија нешто. И кој ќе дојди за 8 август ќе прокапи. Колку толку ќе прокапи за да се како една солза. Да, како солза. Моje село во твоето село, село Нижополе. Мој соговорник за денеска е Стерјули Мушовски. Да. Стерјули, добро дојде во моje село. Добро ве најдов. Добро ве најдовме ние вас. Да. Село Нижополе. Да. Стерјули, молим те да ни кажеш од кога и како ги чуваш овците. Јас уште од 10 години одам со овците. Со овците? Да, уште од малку. Свети или има и уште некој што помага во семејството? Сите, мајка ми, татко ми, брат ми, сите. Сите сте заедно? Да. Али твоја главна е преокупација да ги пасеме овците? Да ги пасеме овците. Молзењето? Татко ми и брат ми. Татко ти и брат ти? Да. Стерјули, колку овци имаш? 230. 230 овци? Да. Има ли други овци во селото? Има, ама колку мене немат. Колку тебе немат? Немат. Има нешто помалку, Има, така? да. Вкупно колку да кажеме во Нижополе? 400-500 овци? 1000 овци. Има 1000 овци? Има. Има една илјадарка? Има. Од фамилија, женет, имаш дечиња? Да, 2 деца имам. 2 дечиња? Да. Колку се големи?
Едно е 15 години, други 18. И доаѓаат и помагаат околу работите со стоката? Помагат. Помагаат, Да. да ти се живи и здрави. А додека е сезона лето, овците се на паша. Да. На есен, На есен ги чувам битово. во Битола? Да. Каде во Битола? Има еден пат да пратим до... Братин дол, имаш штала? Да, имам штала таму. За 200 и колку? За 250 грла? Бери и до 400. И до 400. Да, ама јас имам И цела зима се овците во штала. во штала. Не ги пушташ на паша? Ги пуштам кога се крева с него малку таму и Тоа Тој- е доле во полето. во полето таму, добро. се крева с него и доле пово. Да. Стерјули, освен овците, ти во државно не си вработен или во приватно? Не сум работен. Единствена екзистенција ти се овците. Овците ми се Не И- само тебе, на целото семејство. на цело семејство. И јас не кам овчар, оти со Добро, денеска е тешко за овчар да се. да, побаре, со тие пари што ги имам на овчаро, Колку би ти побарал овчарот? многу скапо е. Па јас знам дека старите порано збореа се овчар се пазареше од Митровден до Ѓурѓевден. До Ѓурѓевден. И од Ѓурѓевден до Да, Митровден. се не може да најдеш. Денеска пазарот е никако. Многу скапо барат сега. Секој бара од месец или како? Да му даш на месец да му даш пари, барат тие. Секој месец. Секој месец. А дали ќе ги спасе барем? Нема да испаси. Затоа што и овчар не е баш, Нема да испаси како јас. нема да ги нарани овците како што ти ќе ги нарани. Не, како што ги раниме ние, како што ги гледам јас. Да, да. Се гледа дека овчичките се добро наранети, Да. благодарени на вредните раце на Стерјули, И на татко нашо ми. и на татко ти. Да и поздравам мајка ми Вера, татко ми Никола и брато Анастас. Атанас. Еве ги поздравуваме Да, и ние, да. затоа што Стерјули, денеска млад човек да чува овци многу ретко можеме да сретнеме. Јас дури и татко ми ќе работам. Па добро, и после тоа би работал, зошто да не? Може, да. Зошто да не? Оти јас не, од ова работа нема срам. Не се работи за срам. Оти ова е убава работа. Не е срамота денеска да бидеш овчар. Или да сам кафе цел ден со една кафе. Така е, да ден губиш. Да губам ден. Што ќе правам? Не е срамота. Не, некој ќе реша бе в кафе Јас вака би рекол, зашто ти не си овчар, ти си ги пасеш, ти не си овчар, ти си ги пасеш своите овци. Јас сум га Своето стадо. да. Ви благодарам многу, Благодарим и на тебе. да бидете поздравени. Поздравен да си ти. Почитувани, тоа беше све што припремивме од село Нижополе. Се гледаме во вторник со нови содржини Моје село во твоето село.